Добро вечер, Македонија, добро вечер, верна публико, вие следите уште едно вечерно издание на Редкаст. Јас сум Кирил Трајковски Максим, вашиот водител, кој секогаш ми носи прекрасни, ама многу прекрасни гости. И кога сме веќе кај гостинот, јас би го најавил вака. Ако зборуваме за квалитетни луѓе, тој сигурно е меѓу нив. Ако зборуваме за професионалци, дефинитивно е таков. Ако ви треба пример како се сака, како се почитува и како се брани нашата мила и напатена државичка со сите инструменти кои што ги поседува, примерот можете точно да го земете единствено само и само од него. Човекот кој со неговиот вокал, неуморно присутен во спортскиот етер, остави траен белег во македонската коментаторска елита. Дами и господа, маестро Тони Стојановски. Ау. Сега, не звучам како тебе коментаторски, ама... Не, супер звучеше туку. Сега јас треба да станам да си отидам, оти после ова се што ќе направам, само може да расипам, да подобрам тешко. Поздрав, ви благодарам многу. Добре ни дојде и ти благодарам што одвои од твоето време да бидеш гостин во Редкаст. Многу си познат во македонската јавност, тоа сите го знаеме. Ти си, можеби за мене, number one коментатор, моментално од поновата генерација на коментатори, но јас не би влегол веднаш со тие прашања за твојата професија. Најпрво би сакал за гледачите да те опишеме од каде си, што си, како си, не да те отпишеме, да те опишеме каде си роден, каде си растен, од кое мало си, каде си учел. Да почнеме поред тебе, од кое мало си, кај си роден? Има една населба во Скопје, се нарекува Пролет. Пролет? Тоа е многу блиску до полициската станица, најпозната сега во Македонија, сообраќајна, што во тоа време ја нарекуваа Пролече. А каде што сега македонците вадат документи, за жал со новото име и минуваат низ Голгота. Спроти таа полициска станица има паркинг, па е амбулантата на МВР и мојата зграда беше, каде што сум роден, веднаш до амбулантата на МВР, на улица Пролет. Таа улица оди од кај Вуле Јуниор, стара рампа, каде што тогаш застануваа возови, а ако не поминаше воз, јас не јадев. Значи, мораше да го видам возот, ќе отворев уста да се радувам и мајка ми ќе ми ставеше храна во уста, што сега не може да се замисли. Меѓутоа, тогаш беше така. И тоа е мојата улица Пролет, улицата со која што завршува општина Центар, а почнува општина Кисела Вода. Уче во основно училиште 11 октомври. Тој одма карши. Тоа е веднаш карши полициската сега станица. Лацара има таму некоја кафана, знам. Така е, тоа е на ќошот, а инаку полициската станица за која што зборуваме сообраќајна, веднаш до неа, во непосредна близина на училиштето е полициската станица Кисела Вода. Таа е задолжена за општина Кисела Вода, Беко е за Центар. Уче во 11 октомври, школото се дружев со луѓето што главно живеат во населба Пролет и моите другари. Со децата на полицајците. Од улица, тогаш се нарекуваше Ленинградска, па ја изменуваа сега, не знаат и што живеат таму на која улица се. Но Ленинградска, тука се играше многу сервис и сите детски игри. Тука те чекав. Што најмногу сакаше кога дете, кој спорт ти беше омилен? Фудбал, нормално, фудбал. Ама игравме мал фудбал на паркингот каде што управа за јавни приходи. Позади тука што е спроти Даре Джамбас, и имаше паркинг простор и ден денеска го има, не имаше. Тука и ден денеска го има и ние игравме сервис на полиња, 2 паркинг полиња, еден тим, 2 паркинг полиња, друг тим. На тие терени, ви гарантирам, во таа форма тогаш, во доцните 80-ти, да дојдат Меси, Роналдо и Нејмар или Мбапе, тројка, а јас да играм со моите другари, ние сме сите со леви нозе, со десни нозе, меѓутоа правевме добар тим, нема да загубиме. Еве, кој сака, нека дојде на тој терен, да се истестираме како стојат работите. Ете, тоа е моето мало. Сега си таму или не, се сега сум во Ново Лисиче, од 2006 година сум аеродромец. Инаку сум во душа центарец и цел живот ќе бидам. Дали тоа значи дека поише ги сакаш годел од МЗ-та? Не, ниту пак ги сакам повеќе МЗ-те од работнички, затоа што релативно рано почнав да работам преноси и кошарка меѓу другото, беше меѓу првиот спорт
меѓу првите спортови што ги доби во Радио Скопје, и тогаш беше работнички подобар клуб од МЗТ и јас многу патував со работнички и во странство. Така што се доби впечаток дека Тони навива за работнички. Имаше дури едно финале работнички МЗТ, а тоа се многу надпревари со набои, навивачи од една од друга страна, ако полицијата не ја заврши работата, тоа крв ќе падне и така, имаше инциденти. И важеше тоа дека кога одам во градски парк, ќе ме сретнеа навивачите на работнички, ти навиваш за МЗТ, кога ќе дојде во Јане Сандански, ти навиваш за работнички. Тоа значи дека претходниот пренос што сум го правил бил најобјективен на целиот свет. Така, Тони, ме интересира ти како младо дете, вака, каков беше социјалниот статус на твоето семејство? Дали си од работничка класа или си, можеби, не знам, дете на директори? Не, во тоа време сите беа богати. Па не беше лошо, да ти кажам. Работничка класа. Работничка класа. Да, моите работеа во Славија. И кога пропаѓаше СФРЈ, кога се распадна, односно Македонија кога се формираше, беше така кризен период, затоа што двајцата останаа во исто време без работа, па станавме капиталисти, што е многу значајно. Отворивме дуќанче. Дуќанче колонијалче. Дуќанче, да. Работевме таму во автокоманда, во центар потоа, веднаш до училиштето 11 октомври, тој дуќан се уште стои. Не го работиме ние, но стои. Така, љубовниот статус ќе кажеш пред публиката вака, дали си женет, дали си уште сингл? Жени многу ме сакаат, тоа можам да кажам. Дали не се наљути сопругата? Женет сум, да, долго време. Млад се ожени? Па на 25 години. Па добро. 25 години, тоа е веројатно некоја средна граница. Па добро, порано и помлади се зимале луѓе во кој што знам, да сега речеме, веќе тренд над 30 да се... Кога се оженив и го сретнав мојот класен од основно, од 11 октомври, Миле Гочев предаваше математика, и што има ново, Тони, каква е ситуација, викам, се оженив скоро, така. Што ти требаш? Не, браво, викам, ти си завршил најголема работа во живот. Добро, сега, после 20 години, може да се каже дека, да речеме, така, имам едно дете и се уште издржуваме со жена ми, живееме заедно. Да е здраво и живо, и детето, и жената, и се да ви оди по шекерен пат. Така е. На сите да им оди така. Кажи ми, кога го спомнавме дете, во колку годинки има оно? Оди во школа? Веќе е на факултет. Значи не сум млад јас толку. Па изгледаш прилично млад вака. Да. Ќе ни откриеш тајната што користиш, дали... Ништо не користам, тоа е генетски. Во мојата фамилија. Вие сите млади изгледат. Мажите се сите мажи. Тој дедо ми покоен и татко ми така одржуваат некој ритам, јас дури најмалку одржувам. На медицина почна да студира Теодора. Неодамна и е татина гордост. Тоа сакав да те прашам како реагираат незините колеги, другари, дека знаат дека татко и на Теодора е многу познат, така. Детево мое, не дека јас сум го воспитувал нешто многу, мајка и повеќе учествуваше во воспитувањето на детето, јас го чекав овој дел од незиниот живот за да можам повеќе да влијам. И мислам дека мајките се тие што треба главно да ги воспитуваат децата кога се адолесценти, односно на рана возраст. Татковците малку подоцна да дојдат во животот на своите деца. И не дека јас нешто многу влијам, меѓутоа моето дете е скромно дури за начинот на кој што сега функционира општеството, прескромно, и тоа дури и малку ме плаши. И таа не се фали дека татко е, да речеме, Тони, па не дека Тони е нешто специјално, меѓутоа не кажува ништо. Јас во средното училиште медицинско кај керка ми не бев на ниту една средба родителска, да поразговарам со ниту еден професор што ја малтретирал. Не. Заради ангажманите или не дозволуваше. Не дозволуваше. Теодора не сакаше. Тато, ти ќе се скараш таму. Ќе одидеш кој знае што ќе зборуваш, говори ќе држиш, вака ќе биде, така ќе биде. Седи си дома, да. Микрофон и многу малку луѓе што се во допир со неа, освен ако не се најблиските другарки кои што доаѓаат дома, знаат дека татко на Теодора е Тони. Така, ајде да се навратиме сега на тебе. Ти кажа од кое мало си, како си растал, дека сте играле многу фудбал и серва. Што се случува подоцна? Ти завршуваш кое средно? Беше во некоја општа гимназија или некоја стручно? Не, 11 октомври е основното училиште. Таму многу научив од одредени професори од Старков. И такви наставници, нели, во основно училиште. Наставници такви веќе во држава, не сакам јас да навредам
цела една фела, меѓутоа мислам дека веќе такви наставници нема. Морам да го сликам ова со пример. Јас меѓу другото покрај фудбал и тренизите во Вардар, тие завршија релативно рано во животот мој, се виде дека нема да бидам екстра фудбалер, Зашто? Што се освен случи? овој мој терен. Која позиција играш? Јас сум многу горд човек. Многу горд човек. И играв добро фудбал. Ајде сега пак од тема на тема. Петар Шулинчевски беше тренер во Вардар и ме сакаше. Ме сакаше, јас бев упорен човек. Так, трчав многу висок, слаб тогаш. Личев на фудбалер. Арно ама го заменија сега покоен Петар Шулинчевски со исто така покоен Перице Груевски. Што не те мирисаше, да, отиде малку погоре во клубот затоа што тој беше заложен за младите категории и ако се јави некоја дупка кај сениори или постари младинци и така натаму, ќе оди Шулинчевски да ја покрие, дојде Перице Груевски, така, со него имавме едно лошо лето, недоразбирања, јас се повлеков, но тој ми избрка. Рече веќе да не доаѓаш, јас не одев на тренези, татко ми ме утепа молејќи, оди, не, се откажав. Се врати Шулинчевски, ме побара повторно назад, ама јас реков, ако во животот нешто правам на фудбалски план, нема да играм за Вардар. А јас, инако сум вардарец во душа, срце, оти Вардар во тоа време... Старите комити. Вардар во тоа време... Не, пред старите комити. Старите комити се од 87-ма. Јас пораснав на стадион од 80-та година. И Вардар во тоа време, на Југославија, беше Македонија. Ние кога одевме на одмор на Јадранско море, во Црна Гора, јас знаев дека се разликувам од некој што доаѓа од Србија, Босна, Црна Гора, Хрватска, Словенија, по ФК Вардар. И тоа е така. Тоа беше нешто што не водеше сите нас во тоа време, не дека гледаа сите фудбал. Меѓутоа сите сакаа да бидат на стадион, ние имавме така наречени блок карти, тоа значи карти за цела сезона да го гледате Вардар на исто седиште на јужна трибина. Како да сте во НБА? Значи ние имавме НБА во тоа време во Скопје. Мислам дека и сега има некоја таква иницијатива на комитиве за да се спаси клубот, се вади сезонски карти. Да, но тоа е со, како да ви кажам, со поинаква цел. Тогаш луѓето ги раскупуваат тие карти, беше тешко да се дојде. За 10 треба минути или да познавате, или да познавате некого, па да ви чува, па ако задоцните отишла карта да ги си купувате поединечни карти. Тоа беше така. И тогаш македонците немаа дилема кои се, што се и зошто се. Во лудо време, во друга држава, кога беа стегнати односите, кога, не знам, се оцрнуваа луѓето ако бидат препатриоти дека се ВМРО-вци, што е контра, да речеме, таа идеологија тогашна. Тогаш македонците немаа дилеми дека се македонци. И јас не станав македонец после 91-а. Бев македонец уште со ФК Вардар во Југославија. И тоа да го знаете. Сега да се навратам на основно училиште 11 октомври, таму играв шах. Не дека почнав таму да играм шах, играв шах во Каспаров. Кој ти беше омилен? Во борец. Каспаров беше најдобар и Боби Фишер во моје време. Фишер е пред моје време. Фишер и Спаски игра и во моје време. Меѓутоа игра ревијален надпревар на некој југословенски остров. Не може да се сетам сега, меѓутоа тоа беше вратен дуел после 20-25 години. Инаку ти игра во раните 70 јас не бев роден. А во моје време Каспаров и Карпов беа доминантни шахисти. Не сум имал некој вака да ми е омилен. Меѓутоа, играјки шах во 11 октомври, често со наставникот по географија, Борис Симеонов, го нарекувавме Геос, од Геос и графија, нали земја, и Драги Давчев, сега покоен, по историја Давче, ние бевме редовни во тој шах, се надпреварувавме, ама жестоко. Се сака да се победи. Професионално, нака со саатче, со време, со све? Без саат, неограничено време, меѓутоа бевме релативно брзи. И се случува да заглавиме до 8-9 навечер, играјќи шах, а другиот ден е петок и јас имам прв час географија кај Борче од 7:30. А вечерта играат финале НБА Чикаго и Портланд. Јас навијам за Портланд, втор надпревар. Портланд добива таму, ама добива со продолжение. Тоа почнува во 3, трае до 7, јас едва стигнав на час. А му реков на Борче, на разделба, ноќеска нема да спија, ќе гледам кошарка НБА. Тој знае. 7:30 влегувам, одсутни има ли нема, тони на табла. Ама јас сум шахист.
А предноста во шахот е Да мислиш три да потега препознаете што понапред. ќе ви се случи. Да препознаете. И јас си учев до 3 наутро си учев, знаејќи што ќе ми се Си случи. гледаш NBA и си Се учиш. појавив на табла, расторив, како и секогаш. Расторив и сакам да ви кажам дека ете од тој да речеме наставник преку една таква постапка можеше да се научи нешто што денеска не знам дали нашите деца го учат во училиштата, а тоа е дека секогаш треба да бидете подготвени да работите и да ја создавате својата судбина и никогаш да не чекате дека нешто ќе добиете на подарок. Дури и тоа што е подарок, да знаете дека сте го заработиле и тоа повеќе отколку што реално тој подарок вреди. Да, денешниве деца некако повеќе сакаат само подароци да взимаат и толку и Па да не, не знаат никако. работата е се во пристапот. заблагодарат за тоа. Работата е во пристапот. Тогаш се учи и лојалност. Замислете сега, јас Па и благодарност. играм шах со него, можеби сите мислат дека имам петка, затоа што сме другари. Так. Ние сме другари, ден денеска сме другари. И тогаш бевме. А тој професор, и тоа сериозен професор веќе во поодмината фаза од животот, од кариерата, јас дете. И тогаш бевме другари. Како вика, дружба си е дружба, Но служба се си е учи, служба. така е, се учи и лојалност. Го учите детето, во овој случај јас, дека не смеам некого да изневерам. Ако не смеам да го изневерам, мојот наставник, мојот професор, потоа не смеам да изневерам никого во животот, ниту мојот народ, ниту мојата држава. Леле, Тони, како збориш, ќе се расплачам. Мене ми е тоа целта. Многу си емотивен, Мене ми е тоа вака. целта. После основно училиште, немав желба да проложам во Орце Николов, сега мислам дека и гимназија тогаш беше и гимназија и електрошкола. Тогаш хит беше Орце, Јосип Брос и Корчагин. Орце е секогаш хит. Тебе Корчагин у комшиите ти бил? Да. И таму пораснав играјќи кошарка и така натаму, меѓутоа Корчагин беше, ако не се лажам, математичка гимназија, Математичка информатика, гимназија, нешто точно. и така. Тоа се беа предмети што мене не дека не ми лежеа, ама не ми лежеа толку како општествените науки. Се забележува дека јас сум повеќе за социологија, филозофија. Па тоа по шахот си го развил мозокот. И од тој аспект отидов да речеме во Орце Николов, ајде таму го послушав Ајде, малку. ради Татко редот. ми, не, и татко ми го послушав и така. Сега таму имаш па друга предност. И таму имаше страшни професори од Старков, од кои што научив многу. Не во смисла на професијата, па сега не знам да допрам некој штекер, ако ви помогнам за штекер овде, ќе направам темница, тоа бидете убедени. Меѓутоа, низ комуникацијата, вие не учите само тоа што е во книга. И јас не ги ценем професорите затоа што ќе ми го кажат тоа што е во книгата, ќе го прочитам. Ако нешто не ми е јасно, ќе прашам. Туку како го пренесуваат знаењето, оти тоа е вистински професор или учител, а учител веројатно значи и професор и наставник. И каква комуникација имаат со учениците, надвор од она што се нарекува настава и оценка. И таму исто така од многу луѓе научив многу работи, од некој научив како не треба, меѓутоа сите се учители. И никој никого не смее да елиминира пред време, затоа што навистина, дури од оние што не знаат и од оние што ги прават работите погрешно, а вие сте убедени дека е така, може да научите многу. После тоа отиде на факултет. Правен факултет, новинарство е секторот. Тука те чека се. Да. Какво школо постои за коментатори и дали воопшто постои школа, факултет за коментатори? Зборам за во твое време. Тогаш сега, не имаше студии по новинарство, има и сега. Мислам дека сега има насока и спортско новинарство, не сум сигурен, или има предмет. Нешто има. Меѓутоа, без оглед на формалното образование, оваа работа што ние работиме, коментаторство особено, има и уметничка нишка. И таа не само што не се учи преку диплома, туку вие немате формални ограничувања да бидете коментатор ако, не знам, сте архитект. Или што и да е друго. Не мора да имате диплома по новинарство. Треба да имаш дарба. Главно така да имаш среќа да добиеш шанса и квалитет шансата да ја искористиш. Треба да си има убав глас. Ако е телевизија, Дикција. не знам, да ве сака камерата и така натаму, се тргнува од убавиот глас, дикција се учи. Убав глас не се учи. Така, тоа Со убав глас се раѓат. Од кого учеше Тони Стојански? Од Кој ти беше ментор за... Александар Стиков. И тој
покоен минатата година. Почина, Александар Стиков беше уредник на Радио Скопје во периодот кога јас зачекорив таму, тоа е март 98. Значи пред 26 години. Само што ги дадов првите два испита на факултет и Велес Милевски беше наш професор за новинарски предмети и не однесе на една тура шетање во Радио Скопје. Да ви покаже студија, иако како се снима. Јас предходно, тогаш имав 19 години, предходно постојано слушав Радио Скопје. Радио Скопје беше сериозен медиум. Сериозен медиум. Значи сега интернетот си го прави своето, телевизиите земаа голем замав. Во тоа време исто имаше приватни телевизии, национални концесионери, меѓутоа Радио Скопје беше и натаму закон. И Сладен радиовесник, радио, 15:30, утрински радиовесник, кој што овие луѓе што работеа во време на комунизам, ќе го слушнеа во 6 наутро, па ќе одат на работа од 7 до 3. Така беше работното време. Сето тоа тогаш системски беше наредено да е како што треба и да функционира. И тогаш во тоа шетање, во таа тура во Радио Скопје, се погодува Александар Стиков да биде уредник на вестите, односно да ги прави вестите за Пладнеме радиовестник. И не знам, читаше нешто Лига шампиони таму и јас веднаш по гласот, еден ходник лево, десно, таму е малку тешко да се снајдете, и во Тонско, каде што се снимаат прилозите, чекам да излезе. Така. Чекам да излезе, дојде и некои други. Излезе Аце Стиков, сум имал и аудиториум, што е работа? И јас му кажам, ние шетаме овде вака. Така, има ли некој заинтересиран да биде спортски коментатор? А јас сакав да бидам цел живот спортски радио коментатор. Радио новинар, не телевизиски. Ова телевизиски е последица на фактот што радиото веќе не е тоа што е. Јас кога дојдов таму бев 9-ти човек во спортската програма, а сега се само 20, од кои што едниот е пред пензија. Значи, неспоредливо. И Аце Стиков рече, добро, ако сака некој да соработува, може да тропне на врата, јас, викам да не е утре, почекав неколку дена. Ама гледаш колку е тоа благодарно, некој ти ги отвара вратите веднаш, не знам денеска дали може би така некој... Па Јаце Стиков беше човек од Старков. Така. Тогаш имаше такви луѓе, шетаа такви луѓе по светот и затоа институциите беа како што треба да бидат. Сега сите се плашат да не му ја земе некој професијата, се оградува, се крие, знаеш. Селекцијата на кадарот во тоа време, предпоставувам дека и по другите институции се одвила на ист начин. Јас дојдов, Аце Стиков ми даде шанса, јас шансата ја искористив, потоа добив елиминација од радио, таму нема решение за трајно вработување, бев хонорарен соработник. Така, правниот факултет го забатали или го заврши? Забаталив, ама во тоа време, тоа е јануари 2004 година, што знам, елиминација на оваа група хонорарци, на онаа група хонорарци, тоа се главно луѓе кои што се беа млади и кои што требаше да ги наследат, а веќе поминале соодветен тренинг. Не тренинг, јас имав 6 патувања годишно во последните 2 години во Радио Скопје, ако бев хонорарец. Пато со екипите, она што ви кажу, и со работнички, со репрезентациите, да коментирам. Значи, оти на радио нема офтиуп коментирање. На радио или сте на стадион па коментирате, или нема пренос. Не е како на телевизија. На телевизија може да се изнакоментирате од студио. Так. И сакам да ви кажам, голем дел од хонорарците беа елиминирани, отпуштени, тие заминаа по други телевизии, јас заминав во А1, работев таму од 2004 до пропаѓањето од 2011 и од 2012 сум во македонската телевизија, сега како постојано во работа. Тони, кои се најдобрите моменти или најпаметни совети што сте ги добиле така во текот кога сте учеле за коментаторството? Па добро, ајде, главно ќе ги поврзам со Аце Стиков, иако сум учел од други исто така луѓе и помлади од него, меѓутоа Аце Стиков беше мој новинарски ментор. Па еден од животните совети, не е само поврзан со кариерата, постојано ми велеше, Тони, правиш една голема грешка. А таа грешка е во односите со луѓето, пристапуваш на начин како тие да ти се еднакви на интелектот, да речем. Ти не си средина во ова општество. И сега не ја продолжам реченицата, ќе излезе дека се фалам и се глупирам, меѓутоа тој совет постојано ми е в глава, а е подостарев, Уште не го применувам. Не го применувам. Добро,
Најомилен надпревар што си коментирал до сега, јас знам кој ти е, ама ај ти да си кажеш, може и не е тој. Па треба да речам веднаш Македонија-Грузија, односно Грузија-Македонија во Табилиси во 2020 ноември 12. Затоа што Македонија се пласираше на Европско првенство, затоа што тогаш се изнавикав таму по завршувањето на надпреварот и станав славен. Да, станам. Меѓутоа, мора да ви кажеме на работа, без оглед на сето тоа, јас моите ставови наоѓав начин да ги протнам во преносите претходно. Со тоа што немаше таков светол надпревар, така значаен надпревар, кој што го обедини народот за тоа да го слушне до тој степен или да се расшири толку вртоглаво на социјалните мрежи. Инаку јас до тој меч имам 2000 преноси. Машал. До тој надпревар. И сега тешко е да издвојам, меѓутоа тогаш беше специфична ситуација. Тогаш почна да ни се случи ова што сега веќе го живееме и против што треба да се бориме. И не само поради завршницата на тој пренос. Оти завршницата беше неизвестна. Јас не знаев дали ќе победи Македонија и не знаев што би зборувал кога ќе победи. Тогаш се изнавикав, така ми дојде. Воведот во тој пренос има, не велам по-суштински, меѓутоа посилни пораки. Воведот на преносот ми беше напишан. Го напишав намерно. Се шетав дента, го подготвив преносот порано, што ретко ми се случува. Обично јас сакам да се подготвам на ден на пренос. Или ден претходно, па да оставам нешто за другиот ден, да ми биде свежо во главата, да не морам да читам, да барам по харти некои податоци, тука да ми останат во сеќавање. Оти тие работи се ги памтите привремено, па ги заборавате. Но беше ковид, ние бевме изолирани во хотел Русија, пред поаѓање не тестира, и ако сте негативен, се качувате во авионот, ако не. И јас за среќа бев негативен, седејќи сам во хотелска соба, во изолација, пред патувањето, што ги правите друго, го подготвив преносот и дента, тој е во Табилиси, во градот на Сталин, се изнашетав, прошете по излог, види го Сталин. Горан Стерео беше коментатор со мене, колегата. Так. Се изнашетавме малку тогаш и јас сум човек што сака да се инспирира. Значи не е спорно да подготвам јас дека Меси има 150 гола, Роналдо 280. Да, ќе видиш факти, ќе симнеш од ова. За тоа треба многу време, но се седнува и се сработува. За мене коментаторот треба да донесе и една поинаква нишка во преносот, а тоа е уметничка нишка. Тогаш немаше многу време за уметност, односно не беше времето за уметност, беше времето за делување, па нека и политичко делување. И јас го искористив моето право да влезам во тој пренос и да го кажам тоа што имам да го кажам. И за луѓето со заматени срца, не знам, срце светци, користев малку и поезија наша и така, кажав што имам да кажам на темата од 2018 до сега што не мачи и тоа не мачи сериозно. Мене бар многу. Тони, дали кога водиш еден надпревар, додека коментираш, врши некој мониторинг на тоа? Дали некој те следи што зборуваш или тоа се остава на волјата на коментаторот? Многу ме интересира тоа. Ако некој следи однадвор, јас не знам. Се случило ли, например, да се јави некој или да ти пише порака, пошто ти нормално студио си не можеш да збориш, нели? И да ти пише, да ти каже нешто полека малце со изразите или дали се осеќа, например, дека си, ајде да кажам, симпатизер на одредена екипа, додека ги коментираш. Дали коментаторот, нели, треба да биде прво симпатизер на одредена, можеби ти у приватен живот си, но тоа не смее да се осети на микрофонот додека слуша гледачот. Предпоставам прашањето е дали некој мој предпоставен се јавил, да речеме, да интервенира? Не, и мене ме радува тоа што е така, оти јас сум и најетлив човек. Ако се закачиш со некој... Јас сум роден сум во Скопје и така натаму, но со потекло сум од Кривен Паланки и од Битола. Тоа е некоја комбинација катастрофална. Инат и горе и долу. Така што тоа може кај мене само да предизвика контраефект. Тоа јас ќе го кажам. Во овој момент ми напише тоа и тоа. Сега затоа што напише, јас ќе ви го кажам ова и ова. Не дека јас не почитувам авторитети. Не се плашиш да не изгубиш работата? Сега видите, ова е битка за Македонија. За Македонија се губи глава.
Работа? Не размислувам. За работа не ми е гајле. За Македонија се губи глава. Гинеле луѓе. Гинат и ден денеска за То ни Македонија. секоја чест се гледа дека си патриот, ама ви Ама не сакам јас да бидам патриот. Зашо убаво е да се биде патриот? Најубаво е. Меѓутоа, јас, да речеме, во некои нормални околности, во современиот свет, ние сме сепак 21 век и тоа загазивме четвртина во 21 век. Ние не треба да разговараме за овие работи. Ова се теми што завршиле многу 200 одамна. години. Дури и темите за кои што не можеме да се разбереме со нашите соседи, пријатели или непријатели. Дури и за темите за кои што не можеме да се разбереме меѓу нас. Дали некој бил левица, некој бил десница, некој му пречи северна, некој му не му пречи северна. Ние за тоа не треба воопшто да разговараме. И затоа јас не ни очекував дека некој некогаш некаде, ајде можеби ќе преговара, но да подпише капитулација, како што го направија тоа во изминативе 5 години со Преспанскиот договор и со договорот за соработка или како се нарекува пријателство со Бугарија, тоа навистина беше огромно изненадување. Дали, например, ете заради овие работи што ги напомена, кога патуваш со некоја екипа и кога треба да вршиш пренос, си почувствувал дискриминација, обструкција од некои твои колеги од други држави? Дали си бил некогаш понижен, да речем? Ете, одиш со Македонија некаде Колеги од други држави не, Северно тоа е- Македонец да те наречат. За тоа се борам жестоко. Сега ќе ви кажам една ситуација, луѓето знаат. Генерално јас се занимавам и со одбојка. Со Одбојкарска федерација имавме прво машко сениорско европско првенство во Македонија, во историјата на Македонија независна. Минатиот август и Сега септември, беше ова, така, мислам, во да. Борис Па Трајковски. влегов ми во осмина финале? Осмина финале. Прв пат, тоа е историски Так, успех. историски успех. Оти спортот е тако, затоа историски успех. Како успех не е во смисла на целиот спорт во Македонија, но нема друг спорт што има аматерска нишка или ниво, а да игра осмина финале на европско првенство. И нормално, државата наша се нарекува како што се нарекува. Тоа стои во уставот. Странците, и знаете, јас знаев уште од почеток, дека сум паметен. Меѓутоа, некој малку што излегол од Македонија, сега не можам да излезам, немам ниеден документ валиден. Уште чекаш и ти. Не чекам, не сум ни не аплицирал. сум, да. Ми е тешко. Па ќе видам, Цар. ќе видам малку подосна како ќе биде. Ја те советувам да си почекаш, ќе се врати ќе тоа. загубам, Па ќе ќе треба да ги враќаш документи. ќе видиме како ќе се врати, ќе видиме. Тоа и тие што ветуваат дека ќе го вратат, треба да ми објаснат како, па јас треба да сватам, па да речам дека е така. Ми е зборот, тие што прошетале малку повеќе, знаеа дека промената на името автоматски значи и промената на придавката. Автоматски. Значи, тука нема дилеми. Никој нема да ве нарекува македонец, кога сте вие со другото име, не сакаме да го спомнувам јас. Или никој нема да ја нарекува македонската репрезентација Macedonian National Team, кога државата се нарекува како што се нарекува. Арно, ама, јас имав можност неколку пати да видам во Луксембург во ЦЕФ и со сериозна битка, Знам дека од со сериозна битка, еве, проверете на ЦЕФ, отворете текст што е пишуван за Македонија, тоа се главно мои текстови, успеа да ги избегнете придавките. апсолутно. Знам дека и дресовите на одбојкарската екипа мислам дека остана единствени со знакчето МКД, све друго е сменато, така. Не знам за мислам дека и ракометарите имаат, не ме држете за збор. добро, Мислам добро. дека имаат. Знам за ракометари. одбојкарите Видите, дека- ние за МКД немаме никакви дилеми. МКД си е МКД. Ова со НМК НМК е. да се живи и здрави, и тоа не ми е јасно, ама произлегува од договорот. И тоа е билатерален договор кој што има мултиимпликации за нас, оти не може да одиме и по други држави ако не сме НМК. И сега сами си ги менуваме и таблиците. Инаку МКД си е загарантиран код по исто стандарди за Македонија во Обединети нации признат. Само со МКД немаме проблем. Со се друго имаме проблем. Но секој мора да ја води својата битка за Македонија на начин како што знае и на свое поле. И јас затоа не сум бил понижен од ниту еден странец, затоа што многу јасно сум кажал, Кој е твојот став? дури и на Грци има сведоци за тоа, кој е мојот став за тоа прашање. И дека за тоа нема попуштање. За тоа нема попуштање. Дами и господа, прекрасно ни оди разговорот со Тони Стојановски. Останете така, се враќаме по кратка пауза.
Се враќаме во студиото на Редказ со мојот соговорник, маестро Тони Стојановски, кој што си ја отвори душата пред нашиот објектив. Ќе те прашам уште едно прашање и после ќе преминеме на малку по-политички теми. Не те прашав во првиот дел, дали си имал некоја непријатна ситуација додека си коментирал? Мислам на да ти се кива, да не знам, ти се приоди у ВЦ, нешто такво. Како реагираш тогаш или стискаш заби и тераш ока збориш? То Да чукнам во дрво. да чукнам во дрво. До сега немало некоја страшна ситуација. Ако има најави за нешто, има медикаменти и го решавате тоа. Ние се подготвуваме, меѓу другото, и ни се случува често, кога се големи настани, олимпијади, светски, европски првенства, значи кога има, да речеме, 30 дена постојана активност. Секој ден сте на работи, не смеете да се разболите. Се ставаш на диета, не јадеш секаква храна. Не, напротив, тогаш сите диети престануваат, затоа што тоа е тоа. Мора да го издржите темпото, па некогаш работите доцна навечер, некогаш рано наутро, некогаш по полноќ, 2, 3, 5, има неколку олимпијади кои што јас сум ги работел така, со почеток од 23 навечер и завршница во 7, 8, 9 наутро. Тука која диета ќе држите на тој начин? Но се решава да речеме сето тоа, има медикаменти, психологијата игра значајна улога, па често се разболуваме кога ќе завршат големите настани. Стресот избива Да, и држите до тогаш и одеднаш се опуштате и колабирате. Не колабирате во истинска смисла на зборот, нешто ќе пројави некој орган слабост. Ама не било непријатно до тој степен да речеме да мора, а има ситуации во нашиве сали на пример, еве ако сте во Битола и ако треба да појдете на полувреме до тоалет, тоа тешко ќе одите, се пробивате низ публика од најгоре до најдолу. Знаејќи Додека ги стигнете, нашиве додека се сали. вратите, тоа ќе дадат 5 гола во вториот дел. Така што добро е да се одвиваат работите како до сега. Значи, коментаторите немаат црвено копче да го стиснат и да го снемат тонот за да може да кивне. Копче има. Да се исклучиш да, од етер. Копче има. Во радио, да речем, имаше копче задолжително. Во телевизија нема. Меѓутоа се вадат слушалките, микрофонската комбинација, тоа се слушалки со микрофон, се вади, тргате настрана, ке се прочистите грло, враќате тоа што треба и продолжувате на тоа. Добро, Тони, ситуацијата во Македонија. Како гледаш на работиве? Ајде, да речеме, ти си кажа некои твои ставови, меѓутоа еве сега на кое дередже сме, да речем, на кој крстопат се наоѓа Македонија, народов некако во духот ни е утепан, според мои лични убедувања. Што мислиш ти за тоа? Како? Па јас мислам дека од како станавме НАТО, се е како што треба. Цвета да дружи. Па така ни велеа. Рекоа, ќе станеме НАТО, ќе завршиме работа. Прифатете едно, друго, трето, Ќе одиме биде напред и супер. така натаму. Сменете го уставот, ќе биде уште подобро. Ние каква отстапка до сега да направиме, ни оди полошо и полошо. Тоа значи дека не е до отстапките. Туку е до нешто друго. А тоа нешто друго е, ти го нарече духот на народот, јас ке наречам се поголема конфузија во главите на луѓето во Македонија за тоа како ние треба да ја градиме нашата држава. И таа конфузија, ако не престане, ќе нема сила што може да ни помогне. За да престане таа конфузија, ние прво како луѓе, секој посебно, треба да рачисти сам со себе. Што му е во животот битно и значајно. Дали да работи за 450, колку е таму минимална плата, 500-600 евра, дали да се надева на повеќе, дали да зборува гласно или да молчи, штитејќи го тоа што го има, а тоа е некое станче од 50-60 квадрати оставено од татко, дедо и така натаму, или да се бори за она што е вистински подобар живот. Кога секој од нас ќе рашисти сам со себе, тогаш ќе може да седне со другиот, да ги спротистави аргументите, а во тој случај јас сум убеден дека аргументи и ќе нема. Македонскиот народ треба да свати сега зборам за народ. Не за македонската нација во политичка смисла, во која што влегуваат сите што имаат пасош, валиден или невалиден. Сега зборувам за македонците како етнос. Македонците како етнос мора да знаат дека тие без Македонија се ништо. Нивните плати од 500, 600 евра, 1000 евра, нивните станови или ниви
оставени од прадедовци. Нивните пари заработени во ера на капитализмот, украдени во ера на капитализмот, не значат ништо ако ја нема Македонија. И затоа за мене ризикот што секој треба да го понесе за Македонија е премал. Затоа што уште поголем е ризикот ако не се преземе ризик. Во тој случај може да ја нема Македонија, а ние да бидеме робови во буквална смисла на зборот и да се вратиме 100 години насад. Ете, таква е ситуацијата во Македонија сега. Ако ме прашате дали сум јас оптимист, не сакам да бидам песимист. Јас сум и така спортски граден човек. Во спортот, ако излезете на терен со мисла дека немате шанси, да. Немате шанси. Во буквална смисла немате шанси, дури да сте подобри. Лузерски менталитет. Така што ние мора да имаме победнички менталитет и мора да се надеваме дека ќе го најдеме својот начин и својот пат. Со тоа што, ќе се вратам на мојата лекција од основно училиште од наставникот што го споменав. Ние подарок нема да добиеме. Нас и ден денеска ни го трлаат носот дека оваа македонска држава, што се наоѓа на ова подрачје, е подарок во некоја Втора светска војна од опција што се нарекува Комунистичка партија на Југославија во тоа време. И ден денеска, кога седам јас со мои, не знам, блиски и така натаму и дискутираме на таа тема, го чувствувам тоа. Дека тие сметаат оти, не знам, некој се откажал, например Србите се откажале од Македонија, за ние да имаме држава. Не, ние тогаш сме ја заработиле државата. Сме ја заработиле со 28.000 жртви. Сме ја заработиле со тоа што првото восстание против фашистите на Балканот е од македонец. Од Иван Козаров во Горна Џумаја. Само не е во Македонија, тука е во Пиринска Македонија. Да. Ама тоа многу не се учи кај нас. Тука кај нас се учи дека ние сме задоцниле. Дека сите во јуни и јули, 41-а, ние на 11 октомври. Малку подоцна. За да се одржува тој став, за да се бие македонецот постојано во чело, дека тој некому нешто должи. Ние никому не должиме ништо, освен самите на себе. А тоа значи да разговараме самите со себе, да расчистиме и да седнеме еден со друг. Сакаме ли луѓе да имаме држава? Кажете. Ако не сакате, не знам како се прави тоа на референдум или не, со какво испитување на јавно мислење, ако не сакате, кажете да не гинам и јас. Ако сте решиле вие да ја продавате Македонија до крај, и едните, и другите, и третите, и четвртите, така беше во овој говор мој после Грузија, ајде тогаш кажете да не се мачиме. Ама кој ќе ти каже, бе, тој? Тие не кажуваат. Силата е секогаш во народот. Народот има сила на избори, да гласа. Тоа ми беше следното Да прашање. гласа за кого било, гледам дека сите партии повикуваат да има масовно гласање и јасно да има масовно гласање, оти ние лошо поминуваме кога правиме бојкот или полубојкоти. Еве тоа ни се случи со референдумот. И сега одете објаснете дали референдумот успешен или неуспешен. Тој е фактички успешен, а Едни викаат, формално стекувате, правно, други седете. а формално правно е неуспешен. Значи ова е пекол свет. Ова е не е свет на правници. Ова е свет на моќ. Ова е свет на рехтес махт. Силата е право. И јас нема германец што сум го сретнал, а да не му го кажем ова, дека силата е право. Нема германец. За да знае дека ние не сме Норд Macедониш. Мора да знае. И мора на некој начин да му објасните. Народот треба да излезе на избори, треба да гласа. Тие македонци, по род, значи во етничка смисла, што ќе влезат во парламентот, да седнат меѓу себе и да поразговараат. Да поразговараат. Затоа што и тие ќе заработат повеќе, и нивните деца ќе заработат повеќе, само ако Македонија обстои. Ако не обстои Македонија, утре можеби ќе бидат некакви локални кметови, како што имали во време на младотурската револуција во Кантони, како во Швајцарија. парламентот османлиски тогаш. Ама нема да бидат пратеници во своја држава. Ете, тоа е, просто е. И гарантирам дека никој нема да не силува, како што не силуваат сега, а не силува кој ќе стигне, кога ќе видат дека ние сме единствени и имаме навистина црвени линии. Ние за црвените линии се утепавме зборувајки, А ние една црвена линија не поставивме. па сега ги офарбавме во бело и не ни постојат веќе.
Сега се е на продажба. Се е на продажба. Малку треба да го вратиме селскиот менталитет. А тоа е дека тоа што сме го наследили од татковците, од дедовците не е на продажба. Мислам дека треба да учиме малку од албанците, затоа што они се држат многу, тоа го знаеме сите. И еве, например, сум приметил кога има избори, диаспората што е, да речеме албанските граѓани, масовно доаѓаат за гласање. Каде е македонската диаспора? Албанците имаат една среќа, која што ја уживаат сега, а тоа е да имаат поддршката на Америка, на американците. Значи, во некој си, веројатно, круг, во некој циклично движење на политичките односи во светот, коцката се наместила на таа страна албанците да имаат поддршката. Оној момент, кога таа поддршка ќе почне да бледне, ќе им биде бадијала не од кај сакаат да дојдат, туку и никогаш да не заминат. Ќе им биде бадијала. И тие тоа треба да го знаат, иако сега се разгоропадени во своето однесување во Македонија, но јас оние што ги познавам и со кои што разговарам на оваа тема, многу отворено им кажувам дека прават грешка. Прават грешка и таа грешка ќе ја платат кога тогаш. Дали ние треба да учиме од нив? Ние треба да учиме, не знам од кого, има и од други, но не сакам да ги глорифицирам ови или оние нации, за да кажам дека ние треба да учиме од нив. Има од многу нации што да научиме, она што прво и основно треба да го научиме и да го спроведеме, ви велам тоа дека пак треба да поставиме црвени линии, дека нивите на татковците и дедовците не се за продавање, Да се отрезни. не се за продавање и дека ние нема да постоиме ако не постои Македонија. Нема да постоиме. Значи, еве, за политичарите што, која камера ќе ме фати крупно, за политичарите што ќе ја формираат наредната влада, за оние што ќе бидат опозиција, значи нема да има шанси да влезат во наредната влада, нека седнат меѓу себе, но со мислата дека ако не постои Македонија, нема да постојат ни вашите деца. Видите, тоа е едноставно, преедноставно. Преедноставно. Што е Тони Стојановски по убедување, политичко убедување? Левичар, десничар? Левичар со десничарски методи на делување. Така. Јас сум еклектицист. Што е тоа? Ајде да ми објасниш сега. Тоа е една филозофска дисциплина на Цицерон, која вели дека нема совршена идеологија, туку треба од секоја идеологија да ги вадите парчињата, деловите, што вие сметате дека се најдобри и ви одговараат, и да ги спроведете во реален живот, а реалниот живот со тоа да го направите подобар. Да баталиме филозофија. Јас ги ценам сите нишки во македонското национално движење. Признавам дека македонското национално ткиво е поделено и тоа било така постојано од формирањето на ВМРО, левица, десница, до действувањето меѓу двете светски војни. Втората светска војна, значи ние да не се лажеме, партизаните не се комунисти. Не се комунисти. Партизаните се патриоти. Значи луѓе кои за разлика од нас сватиле дека Ако не се изборат сами. ако ја немаат државата, ќе ги нема и нив, или ќе живеат како што живееле дотогаш, значи ќе ги тепа српски пендрак, или ќе ги тепа бугарски пендрак, или ќе ги тепа грчки пендрак и така натаму. Сватиле дека е така и не ги интересирало дали е левица или десница во прашање. На крајот на криштата и тогаш била политичка битка, па Шарло сакал да води битка со Бугарската комунистичка партија, овие нашиве сакале другиве со Лазо и компанија со Југословенската комунистичка партија, го нашле патот и завршиле работа. Па и потоа имало судир. Значи, таму не треба да се глорифицираат работите. Овие што сакале да одат на југ кон Солун, Биле спречени. во јануари 45-та биде екзекутирани. Крваво Коледа. Видите, екзекутирани. Затоа што овие пресметале и биле посилни и ги прогласиле за предавници. Знаете ли колку предавници во Македонија шетаат сега? Многу. Не се бројат. Не се бројат. Само што ние не ги екзекутираме, оти ова е 21 век и тука е поинаку поставена работата и така натаму. Значи јас ги ценам и левичарите и десничарите. Во мојата дневна соба има еден зид над телевизорот, на кој што има 3 уметнички дела од еден
уметник направени, не академски, на мојот кум брат, на овој Зоран се вика, и во средина е Богородица со Исус, од незината десна страна е грбот на ВМРО, не ВМРО ДПМН. Така, Оти тоа е политичка партија. Ова зборувам надвор од сите политички партии. ВМРО 1893 Како движење од времето кога што е национално. формирано, нормално Македонија горе, а на левата страна од иконата се некој рече, ајде, дзидот се си ставил, петок рака, КПМ 1941, 44 и Македонија е 44 формирана како држава со АСНО. И мислам дека тоа доволно објаснено, тоа е мојата почит за сите пред мене кои што давале животи за Македонија, па јас сум подготвен да дадам работно место ако треба, она што ме прашавте претходно, дали се плашам за нешто и така натаму. Ми се допаѓа овде, гледам зад камерата, ако разбирам добро дека едното знаме е знамето на Социјалистичка република Македонија, ако е тоа е супер, и тоа го ценам. Другото е знамето на Република Македонија, Тоа го цениш? апсолутно, го ценам. И имам поинаков став од овие што Со Вергинава, само- дека е знамето прво. од Кутлеш ние го променивме, се е тоа окей, меѓутоа ова е наше знаме државно и тука немам дилеми. Тони, те слушам вака, премногу си потковани со историски факти и филозофски мислења твои, нели, што ги искажуваш во Редкаст. Колку политиката е вмешана во македонскиот спорт? Еш ти да ми одговориш малку. Па ние сме политизирани, не може да не е вмешана, затоа што знаете како оди финансирањето во македонскиот спорт. Сега преку системот ваучер, преку агенција за млади и спорт, 10 милиони евра се делат на спортските федерации и клубови. Од сега, кога ќе помине новиот закон, не помина сега пред распадов на парламентот, треба директно да се даваат парите во клубовите и спортските федерации. До сега беше добивате ваучер, па спортскиот клуб и федерација сам оди по фирмите, тој ваучер да се реализира, а фирмите наместо да платат данок на добивка во буџетот на државата, половина од данокот може да дадат за тој ваучер, и тоа е еден од ретките потези добри на владата на Заев. Еден од ретките потези добри, со тоа што како иницијална каписла за да се isfinansира спортот. Она што не е добро е што застана на тие 9 до 10 милиони евра, и тоа се премалку пари за врвен спорт зборуваме. Не за рекреација, за рекреација се одлични. Меѓутоа ние сакаме врвен спорт за успех кој што ќе обедини нацијата и ќе рикаме како во Грузија и така натаму, ќе се билдаме со тоа. Политика има затоа што ако сте добар со власта ќе ви дадат поголем ваучер, ако не сте добар, може и да ве скратат малку. Од тој аспект политика има, иако мислам дека ако некаде политичките бариери, во смисла на партиски бариери, се надминуваат најлесно, тоа е во спортот. И јас тоа можам да го посведочам, затоа што сум седел, сум преговарал, разговарал за помош во спортот, во одбојка најчесто, и со градоначалници, да речеме, на СДСМ, кои што мене не ме мирисаат многу, па и јас не ги мирисам нив не како личности, туку како ставови, политичка опција, како ова што го направија со предавствата во изминатите години. Но во спортот е подруга комуникација, во спортот полесно се наоѓа заедничка точка на врзување и интереси што би ги имале и едните и другите за да завршат одредена работа. И така што, ако ви речам да има политика во спортот, тоа може да значи дека е лоша работата, меѓутоа може да значи донекаде и дека е добра, затоа што без политичка поддршка вие не може да донесете, например, Европско првенство во Скопје. Не може да го isfinansирате. Па и со политичка поддршка не може да го isfinansирате. Затоа што не ви дале толку пари колку што реално е потребно за да го isfinansирате тоа. Но во спортот нема толку длабоки јазови кои што не би можеле да бидат надминати. Зошто македонскиот спорт тапка уместове? Зошто, например, влеговме нели на Европско првенство, тоа беше еден, да кажам, на пиедестал ставена македонска репрезентација која што историски успеа да се пласира, и после тоа се случи штама, таму си спокараа нешто, го тргнаа мрме, кој што знам, ставија друг, Благоја Милевски,
немаше успеси после тоа. Што се случува и со кошарката? Знаеме дека влеговме во 4 најдобри во Европа, пред колку беше тоа, кога ја победивме Литванија со тројката на Владко Да, Илиевски. тоа е најголемиот спортски успех според мене во историјата на македонскиот спорт. Зошто таму застана се? Зошто нема прогрес? Што се случува? Значи има објективни и субјективни причини. Објективните причини се ние сме мала држава, во која што наталитетот не е таков како што е, нема толкав избор на млади деца кои што ќе се занимаваат со спорт. Значи тоа е објективна причина. Ние не може да раѓаме постојано Кирил Лазаров, Перо Антич, Горан Пандев, Дарко Панчев, не може. Да ја земеме Словенија и таа е сега ќе дојдеме до персоналните причини. Покрај тоа што има објективни пречки, ние имаме и сериозни субјективни пречки. Првата е во финансирањето. Нашата економија не е силна за да може да финансира врвен спорт. Не е доволно силна, таа нешто прави, меѓутоа не е доволно силна. Од некои причини, да речеме Самсоненко го избркавме. А направи многу. Трифон Костовски не го издржавме, или го издржавме до одреден степен и така натаму. Има такви уште неколкумина кои што даваа пари, а веќе не се вклучени во македонскиот спорт. Значи нема финансиска димензија, нема доволна персонална димензија и третиот услов, покрај тоа што немаме систем. Ние во ништо немаме систем, како ќе имаме во спорт? Значи во спортот нема систем. И четврта работа, персонални ресурси во смисла на тренерски кадар, кој што ќе знае од ништо да направи нешто. Како домаќинките порано што со брашно само па ќе направат 3 торти, 3 пити и кифли. Така и овде. Ние да земеме 20 на луѓе, биле вакви, такви, онакви, само да се здрави и од нив да направиме некоја екипа, некоја репрезентација, полупроизвод што би го пласирале надвор во Словенија, како што споменати, значи во по-блиски, да речеме, држави, каде што ние може да пласираме полупроизвод, за тие да го направат производ, да го вратат назад во репрезентација, преку репрезентација да се дојде до резултат и таа приказна спортска наша да продолжи. Ова сега накратко ви кажувам, инфраструктурата. Не ја споменавме, тука сме исто така многу слаби, ние немаме доволно сали, немаме доволно игралишта за фудбал, политиката во насока на вклученост во спортот сака на сите федерации да им даде пари. Значи ние немаме стратегија за што не бива и каде треба да финансираме. Повеќе да се вложи. И сакаме да финансираме во секој спорт. И ракомет, и фудбал. И во колективните, каде што ние треба да направиме резултат за да се обединиме и само резултат во колективен спорт. Нас може да не води напред во војна, не во буквална смисла на зборот, ако треба и така. Меѓутоа, во војна за да го направиме оно што зборувавме претходно во смисла на расчистување на самите со себе, дилемите што ги носиме во политичка, во национална смисла, за да може да седнеме едни со други на маса, да се договориме и така натаму. Нас ни треба успех во колективен спорт. Најмногу во фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, помалите спортови. Мене ми се налутија, гостував претходно на една емисија и кажав нешто за помалите спортови таму, па ми се налутија уште еднаш да ми се налутат. Помалите спортови нека екзистираат, јас немам ништо против. Тие нека носат медали од олимпијади, од светски, од европски првак. Дај Боже, нека биде така. Нека биде така. Меѓутоа, тие никогаш нема да извадат на плоштад народ, како кошаркарите во 2011-та, како ракометарите во 2012-та, како фудбалерите во 2020-та, нема да извадат армија луѓе сплотени во патриотизам, кои што ќе завршат работа потоа и на политичко основа. Токму такви настани всушности го будат македонецот, кога ќе се соберат заедно, нели, толку грла да викнат во еден глас, па ти се топи. Така, инаку ние да речеме во карате имаме 200 милион награди, најдобри. Кој знае, Еви и теквондово сега со Дејан Ѓоргиевски, така е, пак ќе оди на Олимпијада со голема надеж. Сето тоа е окей. Меѓутоа не е од тие спортови кои што можат да го... Не е од тие спортови. Така. Не од тие ми се налутија за претходното гостување. Нема лутење. Овде нема ништо. Тоа е тоа. Според тебе во кој спорт најмногу треба да се вложи? Да не ти се налутат сега гледачите, мислам, меѓутоа сепак би требало да имаш еден фаворит од спортовите кои што... Значи, ракометот има најдобра основа во
блиска едните да направи резултат со кој што ние ќе полудиме. Кошарката пропушти многу шанса. Кошаркава ја снема. Не знам што се случи. Вчера загубивме од Естонија, направивме голем чекор назад кон шанса да се вратиме по 10 години на Европско првенство. Имавме 5, 99-та, па потоа од 2009 до 15-та 4 во континуитет и сега пауза од 10 години и со пораз од вчера ќе биде многу тешко да се вратиме назад. Одбојката е на една брза лента сега, меѓутоа таа лента ќе заврши многу бргу. Може би и ова лето. Затоа што генерацијата на играчи веќе минува и се менува, а нема кој да наследи со квалитет што би бил доволен за да го одржи нивото, а и немаме доволни полупроизводи што би ги пласирале за во овие година две да се вратат во репрезентација и да ја пополнат дупката. Така што во овие 4 спорта треба да се вложува. Зошто нема интерес кај млади одбојкари ги спомна? Зошто нема нови деца? Дали луѓето толку се насочија кон интернетот, кон програмирање, полесно им е сега тоа да прават и повеќе се плаќа, повеќе пари носи отколку да идам ја таму да трчам да мавам по една топка. Мислам, дали мислиш дека таков менталитет влада кај младиви и затоа немаме нови надежи? Може би, сигурно има тоа влијание. Порано немаш интернет и луѓето трчаа, играа надвор, и сам кажа, стиграле серва и ние исто, па дури и бейсбол сме играле. Не можеш наред да дојдеш на кош. Точно. Биле битки, сега се празни битки за слобода биле оти ако загубиш ке те стемни. Подобра тројка, нема време. Ке те стемни и играш како да ти е тоа за олимписко злато. Сега го нема тоа, гледам дека го нема. Го нема во Ново Лисиче, каде што има многу деца, тоа е млада населба, го нема во аеродром исто така, да не зборуваме за центар. И тоа е една од причините. Меѓутоа не смееме да речеме дека е тоа главната или единствена причина или да ги зацкриеме другите. А тоа е дека ние немаме тренерски кадар. Ева, ако ме прашувате за одбојка, немаме тренерски кадар соодветен за да може да препознае талентирано дете, да го донесе до одредено ниво, да го предаде, да речеме ако е границата старосна таква, да го предаде на друг тренер кој што ќе го напреди во полупроизвод за да може да се продаде тоа дете. Немаме тренери. Што треба да земеме од страна луѓе да и тоа јас би ги правил работите преку државни проекти. Тоа значи државата ќе одреди неколку државни проекти во овие 4 спорта, во кои што ќе инвестира и во тренерски кадар, и во инфраструктура, ќе го подкрепи тоа со пари, ќе одреди стабилно финансирање во подлог временски интервал и ќе да видиме што ќе се случи. Така, Тони, за крај нешто да порачаш на гледачиве. Мислам дека и доволно кажа во што да веруваат и да веруваат, да не се откажуваат. Или може би уште нешто сакаш да додадеш и би те замолил, ако може, во твој стил, на коментаторски начин, да ја одјавиш оваа емисија. Ајде со порака. Чеки, извини, пред порака. Ќе заборавам. Ова ти е поклонче од нашата екипа на Redcast. Благодарам. Чарџер за телефон, можеш да го видиш, отвори го. Благодарам. Со здравје го трошиш, се надевам ќе ти се најде таму по држави кога патуваш. А сега чекај, не те прашав, ако патуваш негде, како со личниве документи? Како ќе преминеш граница? Па не, сега не можам да преминам граница. Значи сега нема више одење. Се ближи европско фудбал и олимпијада. Не знам дали ќе патуваме, дали ќе одиме да ги следиме тие работи, но ќе играат и нашите репрезентации, одбојка, ракомет, ќе гостуваат и така. Не знам како ќе го решам. Тоа ќе морам да извадам документи. Тоа е тоа. Ќе мораш. Ќе морам да извадам документи за да одам надвор од Македонија и да се борам за Македонија. Тоа е, нема што друго. За младиве порачај, ти го препуштам микрофонов и одјавија Redcast во коментаторски стил. Дами и господа, тоа беше един и единствен легендата на македонското коментаторство Тони Стојановски. Уживајте во неговата одјава. Ако престанеме да веруваме, почитувани гледачи, тогаш значи дека сме загубиле. А поразот е смрт, но ние сме се уште живи, затоа гледајте Redcast, подкаст, навивајте за Македонија, размислувајте и понесете ја одговорноста. Ако постои Македонија, ќе постоиме и ние. Поздрав!